велат дека Библијата има определени места, определени фрагменти кои ги нарекуваме како мински полиња и добро е да не се минува од таму. Меѓутоа ние сме се определиле да тераме како што говори Словото, како што течат главите, стиховите, без ништо да рипаме. Би сакал на самиот почеток да кажам дека добрите навики сами по себе така привлекуваат симпатии кај луѓето, без разлика на какви се тие, кога се во таа група на добри навики. Една од добрите навики е и таа навика што определени луѓе доаѓаат редовно на црква, секоја недела, и може да кажеме дека тоа навистина е една добра навика. Меѓутоа, не секој пат кога би ја продлабочиле мислата, би кажал дека секоја седмица, секоја недела на богослужби доаѓаат луѓе кои што ги познаваме и велиме дека се луѓе од матичната црква или луѓе кои што припаѓаат на определена црква. Секоја служба има луѓе кои што знаеме, блиски пријатели, кои што велат дека се посетители на неделните служби. Имаме луѓе кои што се гости од други цркви доаѓаат. Така да се поставува едно прашање и јас многу често сум си го поставувал. Многу е важен мотивот со кој што доаѓаме на неделната богослужба. Предпоставувам и го говорам дека сите овие разни групи на луѓе кои што имаат една добра навика да се редовни во недела во црква, не сите имаме еден ист мотив зошто и оваа вечер сме сите тука. Ова го говорам како еден вовет. Добро е секој еден од нас да се запраша кој е мотивот зошто и оваа вечер е овдека. Добро е да кажеме дека се собираме тука пред се да имаме средба со Духот Божи. Се собираме тука некој пат со радосни, некој пат со тажни срца, меѓутоа заминуваме од тука со радосни срца. Многу често доаѓаме да нешто добиеме од црквата. Многу често сме тука преку молитвите да добиеме нешто. Ова сето го говорам бидејќи минатиот пат отпочнавме една нова серија на разгледување и на толкување. Како што реков, тоа е првото послание на апостол Павле до Тимотеј. Кажавме некои основни нешта, кој е авторот, кој е писателот, до кого е упатено ова послание или нашки кажано ова писмо, до Тимотеј. Ја разгледавме таа прва глава. Јас ве поттикнав и се надевам дека сте ги прочитале неколкуте глави од Дела апостолски, 2-3 глави од Римјаните, за да имате една појасна представа кога апостол Павле си има сретнато со Тимотеј, кој е всушност Тимотеј, кој е неговата мајка, кој е неговата баба, еврејки, татко Елин, на кој начин дошол до Христос. И повеќе минатиот пат може би говоревме околу тие некои воведни зборови за ова писмо. Малку говоревме за законот, кажавме дека законот сам по себе е многу крут. Говоревме дека законот сам по себе не може да еволуира. Дека Христос вели не дојдов за да не го исполнам, напротив, дојдов да го исполнам законот. Но гледајќи не само што го исполни законот, него некако и го покачи стандардот, и стандардот е љубов. И на многу места говори, нели, ја ви велам да не се гневите, а не само кој ќе погледне или кој ќе има желба
на гнев, за да не дојде до некакво убиство. Или говориме дека обично се прави некаква ограда околу тој закон. Христос не вади малку понадвори, како што реков, ја подига го подига тој стандард. И тој стандард и тоа подигање, би рекол, го прави на еден многу интересен начин. И тоа го прави преку љубовта. Со и преку љубовта. И јас минатиот пат, говорејќи за сето тоа, како централна тема, ја издвоив и минатата беседа ја насловив, нели? Кои се заповедите? Имаат ли некаква цел Божите заповеди? И дојдовме до тоа и завршивме, јас сакав да запомните, ако нешто беше важно дека Божите, позади секоја Божја заповед, стои љубовта. И таа љубов оди во две насоки. Првата насока рековме дека е љубовта кон Бог, и втората насока е љубовта кон ближниот. И видовме дека од каде може да добиеме, од каде може да црпиме една таква вистинска љубов, дека говоревме дека изворот на таквата љубов е чистото срце, добрата совест, и видовме од каде може сите ние, кои што се нарекуваме Христови, да можеме да имаме, што се вели, пристап, да може да се напојуваме со една таква вистинска љубов. Така да завршивме дека сите заповеди дадени од Бога се со една единствена цела, тоа е љубовта. Сите заповеди, ние често и во молитвите велиме дека не само да бидеме слушатели, него да бидеме исполнители на тие заповеди. Говоревме нешто за светоста, дека светоста представува различност, дека за Бог е единствениот кој што се говори свете Господи. Кажавме дека таа светост е уникатна, дека таа светост е единствена, дека таквата одвоеност, таквата посебност ја има само Бог. Во тој контекст кажавме дека сите ние, исполнувајќи го законот преку љубов кон Бога и преку љубов кон ближниот, од ден на ден се осветуваме, нема да бидеме како што беше Христос, меѓутоа имаме еден стандард и кажавме дека секој пат е подобро да имаме еден повисок стандард, да се стремиме кон него и оден на ден да се осветуваме или оден на ден да стануваме поразлични од овој свет, бидејќи ние сме во светот, ама не сме од него, и бидејќи за нас важат некои други стандарди, дека за нас важат некои други критериуми и дека сите ние припаѓаме и имаме некаков, кога би рекол, обично велам дека луѓето се разликуваат во два сегмента, секој пат. Тоа е едниот или е културолошкиот, другиот е верскиот. Така да ние и културолошки и верски се разликуваме од сите останати кои што не припаѓаат на Христос и на христијанство. Кажав дека оваа втора глава започнува и целиот, сите овие 15 стика се многу силни, се многу набиени, јас велам. Во кој контекст го говорам тоа? Самиот прв стих почнува со еден збор кој што вели молам апостол Павле и сите овие понатака други зборчиња кои го сочинуваат овој прв стих и оваа реченица се толку повеќе кажуваат во оригиналот отколку што можеме ние овдека да ги разбереме. Јас ќе се обидам да ви кажам и пред се ова молам, како што почнува апостол Павле, има едно глаголско активно дејство. И во оригиналот вели молам, но во исто време ве поттикнувам, во исто време се надевам дека пред се, вели текстот, дека на прво место. Значи, тоа што го правите, тоа ви е основното. Со тоа станувате, тоа ви е постојано во мислите. А што е тоа? Продолжува текстот, вели, овдека кај нас се вели за сите. И овој збор се повторува и во 5 стих, и во 8 стих, и во 11 стих. И таму тој збор
сушност објаснува за еден и единствен индивид, би рекол, од некоја поголема група. Идејата е дека ние, како индивидуи, ние како посебен вид, кој што припаѓаме и кој што замислата, ние ќе видиме подоцна, Божја, нема друго такво создание. Нема друг таков вид каков што сме ние. И апостол Павле вели овдека, ве поттикнувам и се надевам дека пред се и единецот од овој вид, што треба да прави постојано. И продолжува, говори за молитвата, ќе ве навратам кога говоревме за Матеј, 6 глава, таму е позната молитвата Оче наш. Јас тогаш говорев дека тоа исто така е само еден урнек, тоа е само еден вид на молитва. Во Словото среќаваме и сме говореле дека има разни видови, дека има разни типови на молитва, зависно од тоа што сакаме во тој однос, во таа комуникација со Бог да кажеме преку молитвата. Токму тоа апостол Павле овдека го објаснува и продолжува преку 4 различни вида на молитва. Многу често говорат, многу е тешко да ги разграничиме различностите или разните видови на молитва. Јас пак ќе кажам, ќе се обидам во некои основни црти да кажам што има предвид овдека апостол Павле кога веќе ги кажува и почнува, вели да секој пат имате прозбени молитви, секој пат да се молите, секој пат секој пат да ги имате пред вас ваквиот вид и ваквиот тип на молитви. Но, ајде една по една. Првото нешто што говори да имате прозбени молитви. Кои се тие прозбени молитви? Јас пак ќе кажам, мислам дека ќе се подсетите, ги говоревме во Матеј кога беше молитвата. Прозбената молитва или молитва кога нешто бараме самите за нас. Кога имаме некаков било каков недостаток. И јас говорев дека една од најзастапените молитви во нашиот христијански живот, од тоа што го говори статистиката, тоа се прозбените молитви. Повеќе од 93% кога се молиме на Бог, ние нешто бараме за нас, лично. Дали е тоа работа, дали е тоа здравје, дали е тоа пари. Прозбените молитви, овој збор овдека го означува токму тоа. После апостол Павле вели молитвите. Молитвите е зборот, повторно ќе се навратам на Матеј. Тогаш говоревме дека молитвите се молитви кои укажуваат и имаат таков вид на молитви се кога се застапуваме едни за други. Кога бараме нешто за луѓе кои можеби и не го познаваат Бога. Меѓутоа, многу подобро се гледа во третиот вид, каде што вели апостол Павле, молби. Повеќе молитвите сами по себе, зборот е просексомај. Тој збор во себе содржи разговор со Бога. Повеќе таквиот тип на молитви, ја многу често сум говорел и тогаш, и сега на домашните групи, дека многу малку го практикуваме. Основата на ваквиот тип на молитва, кога ќе отидеме во тајното одајче, да кажам, тоа е разговор со Бога во однос на совети, во однос да може да имаш една взаемна комуникација на сето она кои што имаш некакви прашања за твојот живот, кои што имаш некакви прашања за секојдневните нешта кои што се случуваат. Меѓутоа, самиот збор вели дека е двострана комуникацијата. Значи, очекуваме од Бог да ни каже дали сме на добар пак, да очекуваме од Бог да ни даде некаков одговор на нашите прашања.
Многу луѓе сметам дека не го разбираат овој контекст. Бог во секоја една молитва, особено во оваа каде што имаме комуникација со Бог, Бог постојано и секој пат одговара. Третиот вид реков дека пишана е како вид на молби, и во овој дел, во овој тип, во овој вид на молитви, тука е најдобро се истакнува кога имаме можноста да се застапуваме за другите. Ние кога велам, ние имам предвид луѓето кои што се вистински христијани, луѓето кои што се покајале за стариот живот, луѓето кои што го прифатиле Христос за свој Господар и Спасител, луѓето кои што отпочнале Христос отпочнал во срцата нивни и во умовите нивни да ги преобразува. Многу често ми текнува како ангелите кои што постојано имаат пристап до Бога и комуницираат кои се нивните задолженија, што направили и како направили. Ние имаме таков пристап, верните. Ние може, токму тоа го говори апостол Павле, со молбите, ние може да се застапуваме за луѓе кои што не го познаваат Христос. Ние имаме таа можност, имаме таа привилегија да му се обратиме за било кој, за било што на Бога. И четвртото нешто е, завршил апостол Павле, вели, благодарете, благодарствените молитви. И на почетокот кажав, сите овие видови на молитва, не случајно апостол Павле ги говори и ги споменува како прозбени, молитвени молби и благодарствени молитви. Како една целина, нашите молитви треба да ги содржат, би рекол, сите овие видови кога се молиме. Благодарствената молитва е неминовна молитва. Благодарствената молитва е благодарствена молитва, јас велам за самата благодат која што ни е дадена. Па секој оној кој што разбрал што Христос направил во неговиот живот. Ако говорам лично за мене, каде мене Христос ме нашол пред години, каде можел мојот живот во која насока да оди, каде се наоѓам денес, ништо да не побарам од Христос, меѓутоа просто не сакам да заборавам таму каде што ме нашол Христос. Не можам да не благодарам секојдневно за благодата и за милоста која што ми е дадена. Така да, јас пак ќе се навратам на, подготвувајќи ова, се подсетив на Матеј и на молитвите, зошто и вака започнува апостол Павле. Ја говорев и тогаш дека евреите имаат таква една навика, многу ретко ќе слушнете евреини, тогаш кажав, да барат прозбена молитва. Многу ретко. Скоро никој пат. Они секој пат се молат и со молитви, со молби и со благодарствени. И говорев и тогаш, они се многу интересни, благодарат за дождот, благодарат за водата што имат, за се можно благодарат. И секој пат се застапуваат за некој друг, и секој пат нивните молитви се упатени за другија. Многу ретко и многу малку за самите себе. Зошто вака започнува апостол Павле? Има своја причина и не случајно продолжува и вели, бидејќи сето ова што ви го говорам сега е угодно на Бог. Бог го бара, како што реков, од секој индивидуалец, од секој посебно кој што припаѓа на овој определен и на овој избран вид. Ние имаме, што се вели, задолжување да се молиме со ваков вид или со вака, би рекол, искомпонирани молитви. Молитвата игра многу важна улога во животот на верниот човек. Вие во Библијата многу малку ќе најдете дека се говори за некакви проповеди, многу повеќе ќе најдете дека се говори за молитвен живот. Ако се навратите низ целата историја или почетоците, ќе видите дека луѓето, дури некои прават и шеги,
на денешната црква, бидејќи молитвата е најмалку застапена, а порано било многу поинаку. Службите биле посветени на молитвата, на комуникацијата, на благодарноста на Бог. Денеска, ако нешто се прави многу малку, и ако е нешто многу малку застапено, тоа се молитвите. Се друго правиме. И јас па се прашував од домашните групи, дали луѓето не разбираат каква важна улога игра во животот на верникот молитвата. И затоа вели дека е угодно на Бог му е угодно кога имаме една таква близина, кога имаме една таква комуникација. Знаете како? Молитвата е моментот, молитвата е делот, би рекол, кога се запознаваме со Бога. Ние го изучуваме Словото, меѓутоа со се она што го преживуваме, со нашиот секојдневен живот, молитвата е единственото место, молитвата е единствената комуникација каде што може да комуницираме со Бога. Преку молитвата ние може да се запознаеме еден со друг. Ја многу често говорам како и во семејството. Можете ли да бидете дечко и девојка, може ли да бидете маж и жена и да не одвојувате време да комуницирате еден со друг? Нема начин како да се запознаете. Не постои друга форма на запознавање за да видиш што саканата бара од мене, што она очекува од мене. Истиот не случајно, пак ќе кажам, молитвата е таа форма за нас верните за запознавањето на Бога. Многу велат, нели, која е Божјата волја за нас. Божјата волја за нас е откриена, еве овдека пред мене. Меѓутоа, треба ова да го изучуваме и треба да имаме комуникација секојдневна. Треба да се запознаваме секојдневно, се повеќе и повеќе, за да знаеме што точно Бог бара од секој еден од нас. И зошто на Бог му е угодно сето ова? И зошто апостол Павле ја продлабочува целата теза? Бидејќи вели да се спасуваат луѓе, и тука рекове повторно истиот збор. Нема човек од тој вид кој Бог не сака да се спаси. Бог сака и текстот вели секој еден да се спаси. Секој еден. И апостол Павле вели, а како, кој е начинот на сето ова, на спасението? Кој е начинот да може да се дојде, што се вели до спасението? И апостол Павле вели дека нема друг Бог. Јас вечерашната моја беседа ја насловив така дека еден е Бог. Еден е Бог. Многу, би рекол, шпекулативен наслов од причини. Јас сум имал многу разговори со луѓе кои што велат дека навистина е еден Бог, само што му се различни имињата. Многу нема ниту еден од овој вид за кој што збори апостол Павле. Нема ниту едно човечко суштество, а да не верува во Бога. Само прашањето е дали веруваат во вистинскиот Бог, дали веруваат во оној кој што е правиот Бог. Ние може многу нешта да си ги нарекуваме богови. Ние може да веруваме во многу поднаводници богови. Меѓутоа, овдека јас сум спорел, има, како што реков, разни мислења, има луѓе, група, која што вели, пред малку кажав дека Бог е еден, но сите го нарекуваме со различни имиња. Јас морам тука јавно пред вас и уште потешко пред камерата, јас не верувам во таква опција, во таква концепција. Бог е еден и единствен и името му е Исус Христос. Тие концепции дека си го викаат разни народи на разни други јазици и со разни други имиња, јас не верувам. Јас кога велам не можам да видам
било каква слична концепција дека Словото и овој Бог за кој што јас говорам и верувам, дека дава таква можност. Токму овде апостол Павле вели дека еден е Бог, еден и единствен. На друго место вели дека јас сум патот и вистината. И тој стих продолжува и никој не доаѓа пред Отецот освен преку мене. Токму овдека тоа говори апостол Павле. Посредникот вели помеѓу Бог и човекот е човекот Христос Исус. Не случајно се вака формулирани речениците. Не случајно сам структурата на текстот не е случајна, како што говори апостол Павле. Бидејќи само оној кој што бил, ја многу пати велам, на определено место може да ме однесе на определено место. Само оној кој што бил во Бога може да ме однесе од Бога. И не случајно апостол Павле вели дека еден е посредникот, човекот, ама прво вели дека човекот Христос. Христос е Месијата, Христос е Јехова, Христос е Бог и после вели Исус. Исус е името на воплотениот човек. Ги опфаќа и двата сегмента. Така да, повторно ќе кажам, спасението е едно. Бог е еден, меѓутоа името му е Господ Исус Христос. Продолжуваме понатака. И завршува апостол Павле, вели за самиот себе, кој е тој кој што го говори сето ова? Кој е тој што го пишува ово послание и дава совети на младиот, како што го нарекува негов љубен во верата Тимотеј? Вели јас немам како, текстот вели, да може да ве лажам. Јас го говорам ова се под авторитет и оној кој што ме испратил Бог за кој што ви говорам е Исус Христос. И вистината на вистина е така. Па се навраќам на Филипјаните говорев. Нема подобар дел, нема подобар фрагмент за кој е апостол Павле од Филипјаните. Ако сакате да видите сивито на апостол Павле, таму е дадено како што требе. Од каде потекнува, кој е татко му, кој е мајката, при чиви нозе седел и од кого учел, како бил ревносен. Значи има една цела генеалогија за него. И нема поубаво и пополно сиви од тоа сиви. Еден таков човек кој толку ревносно и ги има сите елементи на еден вистински, би рекол, евреј, и си ја вршеше, ги гонеше луѓето онака како што треба, одговорно и честно. Истиот тој кој што има уникатна средба со Господ. И никој друг немал таква средба. И повторно си ја врши работата онака како што треба. Честно и одговорно. Јас, вели, сум испратен од Бога. Јас, кој што сум проповедник. Проповедник, ние рековме минатиот пат, ќе ги видиме сите оние титули кои што се среќаваат овдека и кои што ги имаме ден денеска во црковното заедништво. Он почнува, вели, како проповедник. Проповедник или оној кој што ја соопштува благата вест. Оној кој што е испратен да ја соопштува и да говори од Евангелијето. Директно, вика, пратен од Бога. И не само тоа, продолжува како проповедник и како апостол. Апостол или некој кој што е како пратеник. Некој кој што е испратен и они исто така апостолите ја говорат добрата вест, имаат можност да формираат цркви, имаат можност да ги изградуваат
натре самата црква како определени функции. И од тука, после сето ова, јас мислам овие 15 стиха се поделени како еден дел до овдека кажа апостол Павле што секој треба да прави. Зошто тоа треба да го прави преку молитвата? Кој е тој што го говори сето ова? Кој го испратил, во чио име? Кој е Бог? И завршува, би рекол, со минското поле, што го нарекувам јас во однос на жените. Тоа се едни стихови кои се многу интересни, би ги нарекол. И почнува со мажите. Мажите ги советува па у истиот контекст околу молењето, околу молитвата. Минатиот пат што ви реков, ако прочитавте дела на апостолите, ќе видите влегувањето на апостол Павле, каде ја сретна Лидија, каде се собирава. Нема храм, нема синагога. Во тој контекст и овдека вели било каде мажите да се молат. Било каде да ги креваат рацете, бидејќи, ја велам, ние христијаните, нашата молитва, нашиот начин или нашата литургика е, оваа е природната. Некои велат вака, јас велам дека ова повеќе е форма на некои други, повеќе индици да се молат вака, отколку ние христијаните. Ние и песни велиме и пееме, раце подигам Господ доаѓа. Во тој контекст апостол Павле кажува една многу важна и многу битна работа, говорејќи се до сега дека мажите без разлика каде се молат, дигајќи ги своите раце, меѓутоа кога ги дигаат своите раце, да немаат гнев. И тука зборот кај нас е преведен, е пишан како гнев, станува збор за една морална чистота кај секој еден маж кој што е верен, кој што е посветен на Бога. Без разлика ние можеме секаде да се молиме. И нашите молитви било каде тоа да го правиме. И овдека во црквите. Многу е тешко да издигаме раце, јас велам да издигаме и поглед и глас кон Бога, ако имаме не чиста морална совест. Ако доваѓаме и го правиме сето тоа, а имаме некаков гнев, а имаме во себе некаква завис, а имаме во себе некакви нерешени меѓучовечки односи, многу е лицемерно да го правиме сето тоа. Подобро е, многу е подобро да одиме и да разговараме. Зависи каков е проблемот. Но со еден збор, не е добро, не можам да стојам од оваа страна и да се молам, а ако имам некаков проблем со било кој од вас. Многу е подобро да се направи чекор, да се расчисти тој проблем. Каков и да е тој проблем, кога се има добра желба, кога се има, како што говоревме, минатиот пак, да не ја забораваме, нели, љубовта кон близниот, да не забораваме чистото срце и чистата совет, нештата се надминуваат. Само така можеме да ги кренеме рацете вистински, само така може да очекуваме дека ќе имаме една комуникација. Многу тешко може да имаме комуникација со Бога, без разлика каде се наоѓаме, кога имаме една таква горчина или овде, како што го пишува гневот. И интересното е што сето тоа апостол Павле вели, не треба да заборавиме дека кога ова го говори апостол Павле се најголемите гонења од Римската империја и од Нерон. Он вели да се молиме и за властите. За оние, бидејќи секоја власт е од Бога. Многу често власта може да ја сакаме, многу често власта може да ја некеме, меѓутоа ние сме задолжени да се молиме
за властите, бидејќи се дадени од Бога. Многу често јас викам само оставам, отварам една заграда, имало периоди низ историјата, сме дискутирали и тука, ако власта ми забрани да не можам да говорам за добрата вест, ако власта ми забрани да не можам да се собирам и да се молам за сите луѓе, како што вели апостол Павле, во тој случај јас лично нема да ја почитувам таа власт. Идејата и молбата е да власта пред се разбере на кого му служи. Секоја власт и ние се молиме да разбере и мечтаеме, нели, да има некој председател или премиер да повика на едно масовно покаяние овдека кај нас. Бидејќи која и да е власт, не сакам да пропагирам, меѓутоа не можам да одобрам или не можам да поддржам власт која што поддржува хомосексуални бракови. Не можам да поддржам власт која што поддржува абортуси. И многу такви нешта. Не можам да поддржам власт која што словото јасно вели, нели, да се црквата е надвор од политиката, меѓутоа јас како евангелски христијанин, јас како протестант, немам истите права овдека во оваа земја во однос на православните, во однос на католиците. И јас се молам, нели, да оваа власт се промени, која и да дојде, да бидеме равноправни, да можам јас, мојот Бог, да говорам за него, да го славам, но да бидам равноправен со сите останати. И доваѓаме до најтешката тема, и така завршува апостол Павле, вели жените. Жените да молчат во собранијата. Жените да не се китат со плетенки. Жените да не носат златен накид. Жените да не ставаат бисери, прстења и кармини и римели. И јас сега тука си парафразирам и добавам. Другата крајност, обично кога сакаат, знаете, луѓе да се конфронтираат, обично секој пат конфронтацијата е од едната крајност во другата крајност. А што, да не се облекуваат, да се забулат ли се, амарами ли да стават? Апостол Павле не го говори тоа тука. Апостол Павле, ние кажавме, ќе видиме дека можеби оваа прва книга и во првата глава ја споменав дека основната идеја е поради лажните учења. Зато и он тука вели дека јас не сум од тие кои што спроведува лажно учење. Треба да имаме во предвид историскиот контекст тогаш и историскиот контекст и улогата на жената во тоа време. Меѓутоа, он многу јасно и децидно вели не дозволувам на жена да застане и да поучува. Ние велиме не дозволуваме, словото вели не може жена да застане на амвон и да не поучува. Кој е контекстот или што сака да каже апостол Павле со овие тешки или со ова минско поле? Идејата, како и во цела оваа втора глава, се што кажува апостол Павле, влече контекст од каде го кажува сето тоа. Влече контекст од каде и со што го брани сето тоа. Така и овдека вели дека не е добро за жената. Не знам дали некој имал прилика да влезе во синагога и денеска се прави некако што се правеле тогаш. Во главното саличе, ја го викам, се само мажите. Жените се, има еден зид, слушаат што се збори, меѓутоа се позади, на друго место, на друга позиција. Апостол Павле вели дека не сака да каже дека жената по својата вредност е на пониско ниво. Во ниеден дел од ова што го говори за жената, немаме таков
таков контекст. Но апостол Павле сака да каже дека жената кога доаѓа и денеска на собранијата, дека жената која што е посветена на Христос има многу по-различни квалитети од нас мажите. Има многу по-различна, како би го кажал, привлечноста на жената не доаѓа од тоа што ќе го облече. Привлечноста на жената Христова, христијанка, не доаѓа од тоа што ќе стави на себе и што ќе облече, туку доаѓа од тоа што го прави. Привлечноста на жената христијанка доаѓа од самиот нејзин однос, од самото нејзино разбирање дека е дел од Христовото семејство. И продолжува апостол Павле, како што реков, од каде го влече овој контекст, па вели дека прво беше создаден Адам, па од Адам беше создадена жената. Или ако видите во прва Мојсеева, 3 глава, мислам беше. Таму се вели дека кога го создаде човекот, виде дека не е добро да е сам, па му направи помошник. Идејата е дека создавањето на жената од Едемската градина и нема што да се промени во овој текст и кај сакате да гледаме во Библијата, останува како помошник на човекот или како помошник на мажот. Да бидеш помошник, пак ќе кажам, не означува дека си на пониско ниво. Јас во една прилика кажав дека погледот на Бог, ние во очите на Бог сме сите еднакви по важност. Меѓутоа мора да разбереме дека имаме различни функции. Ние се разликуваме по нашите функции, меѓутоа по важност сме на едно и еднакво ниво. Меѓутоа, апостол Павле продолжува што се случи во Едемската градина, како се скина таа врска, како се разруши тоа општење и заедништво што го имаа реално и живеа со Бог. Змијата ни е многу позната и популарна. Меѓутоа, низ целата Библија кога се говори за гревот, секој пат се говори за Адамовиот грев. Ева никаде не се споменува. Виновникот за гревот, ако може така грубо да се изразам, е Ева. Адам не беше излажен. Ева беше излажена. Сатаната и змијата отидова и разговарава со Ева. Принципот е еден и ист. Кога ќе ги побркаме функциите, имаме секој пат проблем. Важноста, пак ќе речеме, една и иста, да не бидам погрешно разбран. Но функцијата во било што сакате да земете денеска, дали е тоа семејството, дали се тоа работни организации, што сакате. Може да бидеме и партнери, меѓутоа има водачи. Има некој кој што треба да води. Таа поставеност, таа замисла, тоа е од Бог дадено. Бог така решил, Бог така определил. Зошто? Не знам. Знам едно, дека е за наше добро. Мажот е тој кој што ќе води, жената ќе биде негов помошник. Не значи тоа дека жената нема можност и функција да поучува од црквата. Напротив, кај нас жени поучуваат детските училишта во многу што. Меѓутоа, стрикно вели овдека не може да застане и да поучува. Има цркви каде што може. Велат дека може. Да, може, меѓутоа сакаш да ми ја земеш функцијата која што ми е дадена од Бог. Бог вели ме ќе направи оваа маса, ако треба да говори. Тоа е вистина. Меѓутоа да не си ги мешаме функциите кои што ни се дадени од Бог. Него да ги почитуваме и жената во смиреност и во покорност да се поучува од мажот. Мажот има контекст, пак ќе речам, маж христијани. Имав и таков еден разговор со еден мој пријател, кој што ме провоцира и вели, ништо не ме слуша жената, нели велите, мажот. Да,
Меѓутоа, ти не си под юрисдикција на Христос. Ти не знам под чија юрисдикција си. Така да нема право да те почитува. Ние имаме друг авторитет во нашите животи. Ние имаме други правила и прописи по кои што живееме едноставно. И преска реков, ние сме дел од овој свет, меѓутоа не сме од него. Иако се навратам па на двата сегмента, културолошкиот и религиозниот, ние имаме посебна култура. Дали тоа звучи надмено или не, меѓутоа ние сме друг вид. За нас важат други правила. Во семејството, за нас важат други правила во бракот, во однесувањето, во што сакате да земете. Во она кој што говори апостол Павле во однос на чистите раце, говори токму за тоа. Говори за една морална чистота. Нашиот морален кодекс не е од овој свет. Ние припаѓаме и сме под юрисдикција на некој друг. Тоа е Господ Исус Христос. Така да, завршувам со ова Минско поле и со оваа вечерашна моја проповед. Важното е да разбереме, завршува апостол Павле, дека жените ќе се спасуваат раѓајќи деца, дека ќе ги раѓаат со мака, со тешкотија. Вечер имаме тука мекици, имаме бебче, машко. Така да, не е контекстот само да кажам дека некои говорат дека преку раѓањето жената ќе се спасува. Не, можеби ќе си ја спаси честа во општеството, би рекол, поради гревот и измамата, изимањето на функцијата, пак ќе кажам, на Адам, да она преговара или она договара што ќе се прави и како ќе се прави. Ја многу пати размислувајќи на таа тема, говорам дека била жестока, предпоставувам, кавгата после тоа помеѓу Адам и Ева, зошто воопшто не го така јас мислам, дека се искарале здраво. Меѓутоа, има и една друга работа, зашто Адам прифатил после сето тоа. Бидејќи и мојата жена да погреши, нема да ја оставам, ќе бидам лојален до крајот. Иако грешиме, ќе грешиме двајцата. Верувам дека затоа Адам покажал една лојалност до крај. Инаку, текстот завршува, и апостол Павле завршува со ова втора глава, дека жената ја има функцијата поразлична од мажот, тоа е раѓањето на децата, дека Спасителот ќе дојде, Марија е таа, која што се воплоти и го донесе на свет Христос. Така да не можеме ние многу функции кои што се важни и битни, да речеме сега ние треба некоја машка еманципација сега да почнеме да бараме некакви права и равноправности со жена. Не. Тоа е определено од Бог, пак ќе кажам уште, од создавањето на светот. Жените немаат потреба да се чувствуваат омаловажени. Завршувам со тоа, бидејќи сме во очите на Бог еднакви по важност, само што имаме различни функции. И ќе видиме дека и уредувањето и ова што јас го работам овдека е само една функција.